Господи Исусе Христе, Боже наш, благословени го јадењето и пиењето нам на Твоите чеда. Господи Боже, умножи го во нашиот град, умножи го во нашата татковина. Струмичани и годинава останаа верни на традицијата. Толпа народ се собра на градскиот плоштад за да го вкуси познатото бело гравче. На мала постна трпеза поставена во близина на Центарот за култура Антон Панов се нудеше постно гравче, лепи по некоја чаша топла ракија и сок. Го вкусите постното гравче? Да, многу е вкусно, многу убаво. Мислам, повеќе скоро секоја година се прави тој граф и е за здравје, да знам, како да кажам. Денеска, да, и постно гравче се дава и се за посебно денеска, за празниците. Го пробавте ли овој граф што се дава? Ќе го пробаме, за мамис ќе го пробаме. Вчера беше прочка, денеска е чист понеделник и го уважаваме на тај празник. И фала Богу, дојдеме тука на фудбал, фасулчат на амис. Вкусен ли? Вкусен, убав, нека даде Господ на сите, здраве, всичко и бркет. На овој ден прв по прочка се одбележува чист понеделник, ден со кој започнуваат великденските пости. По раскажувањето на постарите, чист понеделник се слави 100 и повеќе години од почетокот на минатиот век. Тоа е стара традиција, уште многу од старите наши таа е. Секој понеделник ова што е тука го немаше. Сега неколку години, 4-5 години го има, а инако ние низ малите праваме, низ улица там Невижиска, низ сите мали сега и некои варат посол. И таа е стара традиција, така да останува и ќе го продолжиме понатаму. Што значи еве за вас овој денешен празник, чист понеделник? Празникот чист понеделник остана од едно време и караме го за посто, за здравје. 40 дена се постат, Великденски пост. И тоа нели останува традиционално од секој пат, од секоја година и од многу векови надзад, нели? И убаво што се одбележува да биде обележен ден чист понеделник, значи да се очистуваме од мрсните работи, убаво е да се посте, ете тие 40 дена, кој има могуćност, кој нема, нели секој не може да се дозволи. Чист понеделник е ден кога почнува да запостува за Великден. Денешен ден, од денеска па се до Великден се трајат великденските пости. Од денес до среда се деновите познати како тримери кога верниците гладувале се до среда, кога во својот дом приредуваат постна гозба. Најчесто тоа било во домот каде што има млада невеста. Првата сабота по прочка е Тодорова сабота, а саботата пред Великден Лазарова сабота. А празникот Благовештение секогаш се празнува на 7 април.